Скопскиот кривичен суд од утре ќе биде домаќин на судењето од највисок профил во последниве 2,5 години, откако почнаа процесите на СЈО. На обвинителна клупа, за прв пат, ќе седне токму доскорешната специјална обвинителка Катица Јанева, заедно со Бојан Јовановски алијас Боки 13 и Зоран Милевски, викан Кичеец. Предметот ќе го води судиката Васка Николовска-Масевска. За прв пат е избрана во март 2012 година кога председателка на судскиот совет Александра Зафировска. Во оделението за организиран криминал на Скопска единица е прераспределена на почетокот на 2018 година, по доаѓањето на Иван Џолев за председател на судот. Архивата на медиумите не го исфрли незиното име во претходни случаи од висок профил. За очекување распоредот на судењата за рекет да биде густ, бидејќи станува збор за притворски предмет. Кичеец и Јанева ќе доаѓаат во суд од домашен притвор, а барем засега Боки 13 ќе биде спроведуван од притворот во Шутка. Ако нема одложувања, со оглед на фактот што има мал број обвинети, може да се очекува наскоро во судницата јавно да сведочи бизнисменот Јордан Камчев. Тој го пријави случајот, тврдејќи дека обвинетата тројка му изнудувала пари за да му е олеснат позицијата како осомничено лице во случајот на СЈО Империја. Според обвинението, сите лица се обвинети за истите дела за кои беа осомничени во истрагата. Бојан Јовановски обвинет за 2 дела. Прво за примање награда за противзаконско влијание, за што доколку е прогласен за виновен, кривичниот законник предвидува казна од 1 до 10 години затвор. Второ, за перење пари и други приноси од казниво дело, за што е предвидена казна исто така од 1 до 10 години. Кичеец обвинет за едно дело, примање награда за противзаконско влијание, за што казната, како што рековме, е 1 до 10 години затвор. Катица Јанева е обвинета за злоупотреба на службената положба и овластување според познатиот член 353, за што е предвидена казна од најмалку 3 години затвор. 360 степени имаше увид и во самото обвинение. Во него се опишани настаните. Откако во предметот со работен наслов Империја, обвинетата Катица Јанева донела наредба за истражна постапка против Јордан Камчев и други, поднела предлог за определување мерка притвор. Неколку дена по неговото притворање на Јордан Камчев, обвинетиот Зоран Милевски во договор со обвинетиот Бојан Јовановски, користејќи ги околностите дека тој бил вработен во Орка Холдинг, договорил средби со Ана Камчева, сопруга на Јордан Камчев. Бојан Јовановски во неговата канцеларија, лоцирана во зградата која користи телевизискиот медиум 1 ТВ, телефонски преку спикерфон контактирал со обвинетата Катица Јанева за да го увери сведокот во нивната блискост. Откако Камчева била уверена во блискоста и влијанието на Јовановски врз Јанева. Бојан Јовановски и Зоран Милевски на средба со неа побарале 500.000 евра за мерката притвор против незиниот сопруг да биде заменета со поблага мерка – куќен притвор. Откако Ана Камчева обезбедила 500.000 евра, обвинетата Катица Јанева, искористувајќи ја својата службена положба и овластување, до апелациониот суд во Скопје дала предлог мерката притвор против Јордан Камчев да се укине и да му се одреди поблага мерка – куќен притвор. За време на издржувањето на мерката куќен притвор според обвинението, Јовановски и Милевски го посетуваат Камчев дома. Барале 8 милиони евра доколку СЈО со одлука на Врховниот суд остане овластен тужител во кривичниот предмет против него, а доколку донесе мислење дека тоа обвинителство е неовластен тужител, да им даде 5 милиони евра за во истражната постапка Катица Јанева да му даде својство на заштитен сведок, со наредба да ја запре истражната постапка или да склучи со него спогодба за полесни кривични дела и да плати незначителен износ на штета. Камчев плаќа 1 милион евра на 20 февруари 2019 година. Снимките од настанот се оние кои излегува во јавноста. Обвинението завршува со опис дека околу 1,5 милиони евра завршиле кај Кичеец и Јовановски, а кај Катица Јанева околу 50.000 евра во кеш и 5.000 евра во мебел. Само за Јовановски има детален преглед на што ги трошал парите. Она што остава празнина во теоријата на случајот на обвинителството е фактот дека во обвинението нема информација што се случило со парите кои наводно завршиле кај Кичеец, кој патен беше првиот кој доби амин да излезе од притвор. Тој беше фатен и со телефон во притвор, ама обвинителството се уште не проверило со кого разговарал. Со кого Зоран Милевски комуницирал преку мобилен телефон од притвор? Не, затоа што мислам дека се уште не се готови вештачињата на тие телефони, затоа што имавме приоритетни телефони и компјутери кои требаше во меѓувреме да се извештачат, а кои се уште
не се извештачени. Како ги трошела парите, нема информација ниту за Катица Јанева. Во истиот јавен настап во емисијата Отворено на ТВ24, обвинителката Вилма Русковска објасни дека заклучокот дека таа добила пари е донесен врз основа на снимка. Како ќе ги поврзате тие пари од сликата во телефонот на Боки со сомнителното вадење на толкава сума пари од банка од страна на осомничен во империја? Ден пред да биде направена таа слика. Тоа се дел од информациите што кружат. Ја во истражниот тим имам компјутерски форензичар. И тоа беше негова задача. Тој ве увери? Не, анализата што ја направи ме увери. Дека парите се земени? Или дека снимката е веродостојна? Дека снимката е веродостојна. Добро, ги пронајдовте ли парите? На кои пари мислите? На тие што беа на снимката? Не. Токму врската меѓу одлуките кои Јанева ги носела како обвинител и наводно примените пари се точката која ќе ја напаѓа нејзината одбрана. Во однос на начинот на кој што ние ќе постапиме како одбрана, недвосмислено, ќе го искористиме правото на одбрана и ќе се обидеме да докажеме дека Јанева е невина. На товари се ставаат действија кои што Јанева како обвинител имала право да ги превземе и од тука сметаме дека во незините действија нема никаква злоупотреба на службената положба и овластување. Адвокатката Ирена Фрчковска бара од судот да се абстрахира од мислењето создадено во јавноста и очекува објективна постапка. Меѓу елементите кои се важни во одбраната се според нив повредата на правото на одбрана, бидејќи од Русковска добиле само дел од доказите, што е спротивно на законот. Значи, ние се уште како одбрана ги немаме добиено сите докази. Ние додека не ги добиеме сите докази, не можеме да го отпочнеме судењето, како за нас, како за одбраната, така и за Јанева лично. Значи, мора и таа да изврши увид во сите докази кои што ги има обвинителството. Од друга страна, во обвинителниот акт и во листата на докази беа цитирани докази кои што се уште се во фаза на изработка, односно во фаза на вештачење. Што ќе произлезе од тие вештачења? Како ќе се употребат, ние како одбрана не знаеме. За она што одбраната го гледа како повреда на постапката биле испратени дописи до државното обвинителство уште пред 1 месец. 360 степени праша каков е епилогот од тие барања, но не добивме одговор. За разлика од адвокатката на Јанева, бранителите на Јовановски и на Кичеец одлучија дека ден пред судење не би сакале јавно да ги изнесат своите ставови. Само телефонски, адвокатот на Бојан Јовановски, Сашо Дуковски, најави дека неговиот клиент ќе ја докажува својата невиност. Неговата најголема забелешка односот на институциите кон здравјето на неговиот клиент. За пример, го посочува ставот на болницата 8 септември, од каде во петокот потврдија дека Јовановски е сместен во апартман во оделението на интензивна нега заради почитување на безбедносните протоколи, а не заради тежината на неговата здравствена состојба. За потоа да кажат и дека ќе остане во болница се додека не се завршат испитувањата, но и дека тој се планира да биде пуштен од болничката установа ГОП 8 септември, најкасно во понеделник на 2.12.2019 година. 360 степени, случајно или не успеа да добие дециден став само од одбраната на Зоран Милевски Кичеец. Одговорот секако ќе се знае веќе утре, во големата сала на новата зграда на Скопскиот кривичен суд.